Рамномерен развој, децентрализација во водење на културните политики во државата се суштинските определби во креирање на новата национална стратегија за култура за наредните 5 години, односно до 2022 година. Со овој документ ќе се продолжи процесот на децентрализација, што значи дека сите културни институции би требало да преминат на локално ниво. Но дали општина Штип под своја капа може да ги презеде културните работници во градот? Постои акционен план за имплементација на Националната стратегија за развој на култура. Според тој акционен план за 2018 година предвидено е дека пред да започне децентрализација и деметрополизација на културата и културните институции, потребно е претходно да се направи евалуација на одржливоста на општинските буџети. Таа евалуација да се направи во соработка со Министерството за култура и сите останати општини, така што после направената евалуација може да се проценат можностите за потенцијално пренесување на тие надлежности или одговорности од централно на локално ниво. Националната стратегија е развоен документ што се уште е во драфт верзија. Нејзина единствена цел е да ги даде основните нишки, како во овие 4 години ќе се развива културата и врз тој документ ресорното министерство да ги темели и своите повици. Според правичните најави, културните работници ќе земаат плата од општината, а проектите ќе ги финансира Министерството. Од информациите кои што ги добивме од Министерството за култура, општината во таков случај, доколку се реализира тој дел од националната стратегија, општината би имала одговорност само за одржувањето, режиските трошоци, платите на вработените. Кога станува збор за програмата на националните институции, односно на тие културни институции, програмата повторно ќе се изработува во соработка со Министерство за култура. Тие спомнаа можности за програмата да се изработува преку конкурси, преку други начини и методи, меѓутоа за тоа ќе се биде одговорно Министерството за култура. По кои коефициенти ќе се пресметува платата на културните работници и дали ќе постои скала по која ќе се рангираат истите, од општината не сакаат да коментират. Велат дека со детални информации ќе излезат, но откако ќе биде изгласана националната стратегија.